Во Европа растат сомнежите за погрешно декларирано или лажно означено маслиново масло и се почесто слушаме за запленети големи количества. Знаеме ли навистина што купуваме во шишињата со убаво дизајнирани етикети, што уверуваат дека станува збор за врвен квалитет? Следува приказна за маслинката, не само како прехрамен производ и агробизнис, туку и како филозофија на живот. Може ли југот на земјава да создаде мала, но сериозна маслинова приказна? И каква е разликата меѓу ладно цедено и екстра действено? Да си кажеме со Александар Аврамовски, собственик на Маслинов насад и производител на екстра действено масло. Господин Аврамовски, добре дојдовте во студиото на Телно. Ви благодарам за поканата, ми е задоволство да сум денеска со вас. На Медитеранот велат, лозието го храни човекот, а маслинката го учи на трпение. Што вие би додале, како би се надоврзале на ова за маслинката? Освен тоа, се согласувам целосно со оваа изјава, можам само да дополнам дека освен што го учи на трпение, го учи и на љубов, разбирање, емпатија кон другите, имајќи во предвид историјата на маслинката и маслинарството. Добре, еве, кога ќе се спомне зборот маслинка, првата асоциација оди на Грција, Шпанија, Италија, некои други медитерански земји, не и на Македонија веднаш. Така е. И затоа на почеток би ве прашал како почнува вашата, бидејќи спомнавте, се надоврзавте и љубов кон маслинката. Така, значи, во кратки црти би ви кажал за нашиот почеток. Ние почнавме сосема случајно во 2007 година. Често пати палтувавме во регионот на Валандово, каде што е и мојата сопруга тој крај, и се сретнуваме со маслинови дрва. Тоа не беа насади, туку беа дрва, нели? Кај овој граѓани, во овој двор, во оној двор. И делуваше стварно интересно и фасцинантно. И од тие причини одлучивме. Што најмногу ве привлекуваше? Што е фасцинантно во едно дрво на маслина? Самото дрво, самата негова боја, самата негова смиреност, негова приказната во самото дрво, неговото стебло, неговите гранки, плодот, сето тоа. Маслиновото дрво е една посебна филозофија која стварно човек, ако сака да ја научи, треба да посвети внимание и да ја научи, но на вистина е вистинско задоволство. И го гледавте, се фасциниравте по разни дворови? Да, беше интересно, стварно беше интересно и одлучивме да пробаме и ние, нели? Почнавме да работиме на тој проект. Купувавме земја, окрупнувавме земја, одлучивме да посадиме еден релативно мал до среден маслинарник по големина, некаде околу 800-850 стебла и дрва имаме маслинки. И сепак тој процес треба да знаат нашите гледачи, нашите граѓани, дека тој процес е многу макотрпен процес и многу долг процес во кој се уверивме ние подоцна. На почетокот не знаевме дека е така. На почетокот гледавте со многу ентузијазам, фасцинирани од дрвата што ги гледавте, рековте ќе правиме ние маслинов насад со идеја да тоа биде бизнис или со идеја да си правите задоволство? Како тргнавте? Во почетокот идејата беше да биде задоволство, но сепак и со бизнес, имајќи опреди бројот на стеблата. Значи, за задоволство доволно ми се 100 стебла, но одлучивме малку да одиме подлабоко. Со 100 стебла би имале само маслинки за вас? Или би можеле да произведувате нешто би маслиново масло? произвеле, но не би можеле да бидете комерцијални. Од тие причини можам да кажам дека и со 800 стебла не сте кој знае колку комерцијални, но сепак има некоја исплатливост, а од друга страна љубовта се исполнува. Преведено во јазик со агроречник кажано, имате мала фарма за маслинки, за производство на маслинки? Имаме, да, имаме овоштарник, маслинов насад, овоштарник. Имаме од 820 стебла, кои се стари веќе 18-19 години и се во полна родност. Што значи тоа, бутик фирма? Ние сме бутик фирма, ние сме бутик производство. Ние сме семејно земјоделско стопанство кое работи бутик производство на маслиново масло. И кога станува збор за нешто што е невообичаен агробизнис во Македонија, да, производство на маслинки, значи одгледување на маслинки и производство на маслиново масло, како верувавте дека ќе успее тоа во Македонија со оглед на тоа што ние само мал дел од територијата на Македонија е медитеранска клима и не е онаа типична медитеранска клима? Не е таа типична медитеранска клима, да, се согласувам со вас. Регионот Богданци, Дојран, Гевгелија, Валандово го овозможува тоа. Мал дел ја се
удово до Демиркапија, но веќе тука завршува медитеранската клима. Во теоријата постојат тврдења дека дури можеби и овие гранични предели, каде што зафаќа медитеранската клима, даваат дури подобри резултати, имајќи во предвид дека маслинката во текот на зимата бара ладни часови. Значи, добро е да имаме ладни часови кои се на температура 0, -1, -2 или 2-3 степени. До колку максимум минус може да издржи На маслинката? почетокот, кога ви е млад насадот, најдобро би било да немате под -4-5. Но веќе кога доаѓате во насад кој е постар 7-8-10 години, веќе вие немате страв дали маслиновото дрво ќе изгори, односно ќе се исуши, ќе замрсне, туку постојат други опасности, гранка некоја да се исуши, да замрзне, но немаме опасност од губење на стеблото. Добро, и како тргнува приказната? Велите, имавте дилема дали помалку дрва да насадите, дали и се одлучивте за 800, Да. за поголемо количество. На колкаво растојание треба да се насадат? Колкава парцела беше потребна да се купи? Сега ќе ви кажам, значи постојат неколку видови, постојат неколку начини на одгледување на маслинарството, интензивни и традиционални начини на одгледување на Садење на дрва. на садење на дрвата. Ние Вие се за кој се одлучивме на скоро до традиционалниот, каде што растојанието помеѓу стебло кај нас е од помеѓу стебло е 4,5 со 5 метра. Значи нас ни треба за 10.000 квадратни метри или 1 хектар имаме околу 420 стебла. Значи за 820 стебла ние имаме околу 2 хектара или 20.000 квадратни метри површина. Се одлучивме на тој систем бидејќи сметаме дека е подобар и потраен од интензивниот, поради тоа што дава добра можност за извршување на агротехничките мерки, значи движење на механизација, подобро дишење на маслинарникот, значи сепак треба простор, треба сонце. Комерцијалното на која растојание се кала? Она другото? Комерцијалното се знае да биде на 1 хектар, може би грешам, на околу 800 стебла дупло. И се одлучивте за 3 вида на маслинки? Да, имаме три сорти на маслинки, три, што би рекле, варијати сорти на маслинки. Халкидика, сколана и пиквал. Во нашиот маслинарник 70% зафаќа халкидиката, 20% зафаќа сколаната и 10% зафаќа пиквалот. Халкидиката е повеќе како трпезна маслинка, но тоа не значи дека не се прави масло. А сколаната, халкидиката е грчка маслинка, грчка сорта на маслинки, а сколаната е исто така трпезна маслинка, италијанска сорта на маслинки, но тоа не значи дека не се прави масло, но дека пиквалот е шпанска сорта на маслинки, таа е исклучиво за производство на маслиново масло. Ние се одлучивме на овие работи на почетокот, бидејќи на почетокот не бевме уште одлучени во кој правец ќе се движиме, дали во производство на трпезна маслинка или во производство на маслиново масло. Но тоа не значи дека од халкидиката и сколаната како трпезни маслинки не се прави масло, туку се прави прекрасно масло, но тоа оди на штета на производителот, бидејќи овие типови на маслинки имаат помал рандман, односно помал процент на маслиново масло даваат отколку оние маслинки што се исклучиво за производство на маслиново масло. Ова се го научивте пред да почнете и пред да ги насадите дрвата или го учевте вод? Учевте и од грешките, веројатно. Грешките, да, се учи. Што сгрешивте на почеток? Што сега не би го направиле исто? Мислам дека нема многу грешки и не се каам за ништо. Мислам дека е Добро, кога би можеле да подобрите нешто, што би засадиле различно? Или некој ако е инспириран од вашата приказна и ако се одлучи да ви биде конкуренција, што треба да не погреши? Да биде целосно посветен и да е заљубен во тоа што го работи. Ако нема посветеност, заљубеност, нема ништо. Сериозно го зборувам ова. Добро, кој дел од фазата до која сте сега? Сега произведувате маслиново масло? Да. А и продавате трпезна маслинка или не? Не работиме со трпезна маслинка. Нашето производство е исклучиво за маслиново масло. Добри, што беше во вашата приказна досега, рековте од 2007 како што тргнува? Да. Да се засади маслинката, се дочека или да не се откажете додека ги добиете сериозните количества на плодови за да може да ги цедите во... Значи, треба да знаеме дека маслинката е дрво, стебло, култура што има голем грејс период. Тоа значи, во идеални услови, со идеална грижа, со максимална посветеност, вие некаков минимален
комерцијален фидбек може да имате после 5-та, 6-та, 7-та година. Значи, вие треба постојано да вложувате 5, 6, 7 години за да добиете некаков минимум поврат. Тоа треба да се издржи. И во тој период сега, нели, доаѓаат тие фази, на почеток тргнувате ентузијастички, трае 3-4 години, па гледате нема ништо, па малку се разочарувате, па продолжувате пак, па застанувате и доаѓа еден период каде што веќе треба да одлучите. Стеблата се веќе стари, тогаш кога ја донесовме одлуката беа стари 5-16 години и се поставува прашање што ќе правиме? Ќе ги продаваме или ќе ги работиме? Целото семејство одлучи да ги работиме. И се посветивме навистина согласно сите програми што не ги дадоа нашите пријатели од Грција, нашите пријатели од Хрватска и успеавме да го дигнеме маслинарникот на едно многу високо професионално ниво, а тоа веднаш се забележува во квантитетот и во квалитетот на производството на маслинки. Што значи се посветивте целото семејство професионално? Тоа значи сите членови на вашето семејство се професионално ангажирани во производството на маслинки и маслиново? Во главном, јас сум целосно посветен, професионално. Додека за се што треба дополнително, членовите од моето семејство се тука во секое време. За било каква поддршка. Со колку вработени може да се тера вака? Значи, ние немаме вработи, ние работиме како семејно земјоделско стопанство, но ние користиме луѓе за во текот на бербата и во текот на производството на маслиновото масло. Значи, бербата ја правиме рачно, таму имаме 4 до 5 луѓе, сезонски работници, кои работат тие 10, 15, 20 дена. Додека ја правиме бербата и во процесот на производството имам уште двајца кои работат прва и втора смена. Знаете, тоа е многу интензивен процес. Тоа мора да се заврши веднаш во истиот ден. Бербата или што? Бербата и маслото. Комплетно. Што маслото? Производството? Да се произведе, да. Производството на маслото мора во еден ден да се направи? Во рок од 4 часа. Ајде објаснете, кој е периодот за берба на маслинката? Кога се бере маслинка? Значи, тоа зависи од сезоната. Имаме периоди каде што почна 10-15 октомври, имаме периоди кога малку закаснува, но за овие 2-3 години забележавме дека периодот 15-20 октомври е најдобар период. Всушност, ние чекаме да дојдеме скоро до технолошката зрелост на маслинката. Скоро до технолошката зрелост, не во технолошка зрелост, за да ја почнеме бербата. Тоа се утврдува на неколку начини, со искуство или лабораториски. Но сметам дека имаме веќе доволно искуство за да одлучиме кога да стартуваме со берба. И кога ќе стартувате, мора во еден ден сите 820 дрва да бидат собрани? Не, мора во еден ден сето тоа што е собрано во текот на денот да биде произведено во масло. Значи, нашиот капацитет дневно е 600 до 700 килограми преработка на маслинки. Ние како работиме? Нашата берба почнува во 7 часот наутро, во 9 првите количини доаѓаат во погонот. Одма го стартуваме производството. Во 12 доаѓаат вторите количини, во 3 доаѓаат третите количини. И ние веќе до 8 навечер, до 9 навечер сме завршиле со производството. Сме ги преработиле маслинките и веќе имаме нефилтрирано масло. Колку литри произведуват? Оваа година имавме помал процент, помал рандман, така наречен рандман, помал процент, тој беше околу 10% оваа година. Додека минатата година имавме 12%. Што значи 10% во литри? Значи на 100 кила маслинки добивате 10 литри масло. Добро, од 820 дрва колку килограми маслинки собирате? Сега тоа зависи од многу услови. Зависи од временските услови, зависи од вашиот третман, зависи од се. Некогаш можете да соберете, ние пример минатата година собравме 3 тона маслинки и произведовме негде околу 300 литри, не знам колку беше. 10% повторно, значи? Да. Оваа година имавме подобра берба и произведовме повеќе. Тој маслинарник има капацитет, веќе го враќаме во живо, знаете, беше 7-8 години во период на стагнација. Овие 3-4 години веќе го враќаме во полна сила. И очекуваме да оваа година, ако ни помогнат временските услови, да имаме уште подобра берба. Тој маслинарник има капацитет да даде плод на маслинки помеѓу 20 и 30 тона маслинки без никаков проблем. А на што се должеше тој пат на производството? Зошто се враќате во полна сила сега, што беше? Знаете, па некогаш се разочарувате, некогаш немате време, некогаш имате други активности, други планови. Што ве разочара? Па гледате, финансирате, а нема поврат, ме разбирате. Или тоа што немате помош од државата?
Океј. Но но муаветов ми е друго, почитувам господин Горан. Знаете, маслинката е со голем грес период. Како што ви кажа, 5, 6, 7 години е да сте стварно интензивно посветени од тоа за да соберете минимум. Грчките пријатели кажуваат дека за да бидете комерцијален ви треба да е дрвото, стеблото стигнато веќе во родност. А тоа е веќе 10-та, 12-та година кога е во полна родност. Значи, ова е многу тешка култура. Треба да се издржи. Од финансиски аспект, трпение треба да се има. И она што ви кажав на почетокот, љубов. Ако нема љубов, нема ништо. Добро, велите, финансиите ги спомнавте. Колку до сега сте вложиле од прилика? Имате ли математика некака? Имам математика, да. Колку пари сте вложиле? Доста. Во бизнисот? Доста. Стотици, илјади се или десетици? Во маслинарникот, во погонот, во опремата, сигурно на повеќе од и 200 може. Добро, за каков погон станува збор? Какви се тие машини што ги... Тоа се значи строго професионални машини за производство на маслиново масло. Нашите граѓани некогаш мислат дека ќе купат некој машинче и ќе цедат масло. Не е тоа така. Тоа се сериозни машини кои имаат своји фази на делување врз плодот и кои даваат на професионален начин маслиново масло. Ајде да објасниме, рачно велите ги собирате маслинките, така? Да. Колку луѓе се потребни за да соберат во неколку часа 820 стебла, односно доволно количество за да тоа оди во процес за на да производство на соберат маслиново дневно масло? 600 до 700 килограми, нас ни требаат 4 до 5 луѓе. Многу зависи каква е родноста. Само 4 до 5 луѓе? Ако имате поголема родност, Како се собираат се? полесно се собираат. Со раце Со вака се? раце, да, една по една. Потоа се мијат маслинките? Потоа, значи, како ќе ги собереме? Добро. Ако имаме добра родност, без никаков проблем четворица може да соберат 500-600 килограми, 700 килограми, бидејќи оди брзо бербата. Проблем ако немате род, па одете на стеблото, па вамо кинете, па тамо кинете и губите многу време. Тие 4-5 луѓе треба да се вешти, да се да се ја знаат работата или можат обични луѓе да отидат и да се не, вие можете да отидете со обични, ама ќе работа со 30% од тие вештите. А тие каде го научиле тоа собирање? Во Грција. Знаете, во тој регион многу имаме наши граѓани кои биле во Грција, кои работеле на берење маслинки, праски, реши едно друго. Сличен е принципот кога се берат праски и маслинки? Па не е сличен, праската е голема и многу брзо се полни гајбата, додека маслинката е ситна и споро оди. Добро, од овие 3 сорти кои ги имате вие на маслинки, ако се кога ќе се собере плодот во октомври 15 до 20, ако се вкуси така без да става Горчлив. Горчлив? Горчлив. Не се јаде. Ако се остави во да Тоа стои... веќе има, да, тоа има веќе процесите на саламурење на маслинките, тоа е природниот процес, сол, вода, додека не излезе горчливото, но за тоа ви треба многу време за природен начин, 6 до 9 месеци. Добро, ве запрев на објаснивте, се собираат и потоа одат И потоа одат во просторот каде што ги преработуваме, во погонот. Се мијат или не се мијат? Како Значи, се третира? прво се чистат од листовите, бидејќи не е добро да имаме листови во маслинките и во кумината. Имаме машини за фино чистење на листовите, грубото чистење се прави при бербата. И ги миеме маслинките, да, имаме машина за миење на маслинки. Откако ќе го завршиме процесот на чистење на листови и миење на маслинките, маслинката влегува во милот, така наречени млинови, милови, каде што се преработува маслинката. Тоа е најскапиот дел од опремата или? Па таа опрема е скапа опрема. Ние имаме мала машина за бутик производство со мал капацитет, но ако ви одлучите да одите на машини на млинови од 500-600 килограми на час, тоа се машини кои вредат неколку стотици илјади евра. Тоа е сериозна инвестиција. Добро, тоа е сериозна инвестиција. Што обврски имате како ангажман во меѓувреме? Рековте освен трпение, што е клучно? Треба механизација земјоделска за да се копа, треба да се прекопа, да се Знаете, и господин Горан, и во теоријата и за тоа постојат многу дилеми. Некои велат дека треба малку плитко да се изора, бидејќи маслинката има плитки корени. И постои страв дека можат корените при орањето, нели? Да се оштетат. Вие што правите? Ние одлучивме да одиме на плитка обработка, 10 до 15 сантими. Машински да, со трактор, со цел да и дадеме малку простор на земјата да дише, бидејќи вие ако не обработите, така станува како циментот, знаете. Со толку години не може убаво да упие водата, храната не може добро да се раствори. Преку оваа плитка обработка
мислам дека добиваме на квалитет. Иако некој нема да се согласи со тоа, ама ќе видам оваа година и ќе ви кажам до година како ќе биде. Добро, и потоа следна фаза што е освен орење, хемиски дали третирате? Дали ги прскате маслинките? Дали маслинките имаме зимно прскање 2 пати, кога завршуваме бербата бакар, бело масло. Имаме прскање, тоа се фунгициди, тоа не се инсектициди. Исто така после кроењето го правиме тоа. Нели при кроење се отварат рани, преку бакарот и белото масло ги заштитуваме раните. Најчесто користиме микроелементи и фунгициди, значи бор, цинк, аминокиселини, алги. Значи и маслиновото масло не е сосема природно, и таму има хемикали. Овие не се хемикали. Инсектицидите се проблем, пестицидите се проблем. Ова се окей препарати што се дури одобрени во органското производство. Ние не сме органско производство, ама избегнуваме да користиме инсектициди, пестициди. Заради тоа што денеска пример за инсектите за маслинова мува, маслинов пајак, постојат и други можности преку траки, преку едно, преку друго да ги заштитиме маслинките од тие напасти, од тие болести. Како тоа го прават вашите колеги од Грција, од Хрватска? Што ви учат тие? Како тие ги третираат маслинките? Значи се зависи од површината со која располагате. Вие ако имате огромен маслинарник 10, 15, 20 хектари, вие не можете да одите со траки, со едно со друго. Вие користите механизација која поминува, која ја завршува работата. И избегнуваме од пестициди, инсектициди, бегаме. Ако ни се појави некогаш потреба, ако ни доаѓа во опасност маслинарникот од наезда на инсект, мислам маслинова мува, маслинов пајак, паунов око, ќе го употребиме тоа. Но, бидејќи не сме органски производители, но ние како семејство избегнуваме од користење на тие пестициди, инсектициди, тоест инсектициди. Добро, и потоа рековте стасуваат маслинките таму каде што треба. Значи правиме фино чистење од лисјата, ги миеме машински и ги преку лифтие, мислам преку ајде да го наречем лифт, одат во млинот, каде што тука доаѓаат, прво што доаѓаат во еден дел така наречен, ние го викаме крашер, односно кршач, мелач на маслинките. Граѓаните да знаат, вашите гледачи, дека маслинката целосно се меле. Со се семка? Со се семка, со се. Значи, тука се меле маслинката. Како ќе се измеле маслинката, доаѓа во делот наречен малаксер, каде што во тој малаксер доаѓа всушност мелената маслинка, се создава комина. Добро. Таа комина се врти во ротација, околу најдобар период е околу 30 на минути, со цел да се помогне во излегувањето на маслото од комината. Таа е целта на миксирањето. Кога ќе забележи дека веќе маслото се гледа тоа, кога ќе го забележи дека маслото веќе е на површина од комината, тогаш го пуштате третиот дел, тоа е декантерот. Декантерот е дел од машината што овозможува двоење на комината и на маслото. Една страна излага чисто масло, нефилтрирано чисто масло, а на друга страна излага комина и вода. Ова нашата машина е двофазна машина и сум среќен што е двофазна машина, дека по старите машини се 3 фази, каде што кај 3 фазните на една страна излага материјата сува, а на друга страна излага водата и маслото. И тие мора да одат во трета фаза, каде преку сепаратори ја двоат водата од маслото. А кај нас ето тоа се прави во една фаза. И тоа што излегува Тоа е екстра вирџин маслиново масло. Тоа е така нефилтрирано. И не се додава ништо, не се одзема ништо. Нема. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Температурата морате да пазите да не е повеќе од 24 степени. Во теоријата е дозволено од 27, но ние гледаме од 22, 23, 24 степени да не отидеме на таа температура, тоа ни го возможува машината. На тој начин ние го добиваме ладно цеденото маслиново масло. И пред и тоа изгледа вака, го амбалажирате во ова шише, така? Да, во ова шише. Во вакви шишиња го амбалажирате? Зошто специјални вакви шишиња? Зошто не во обични стаклени шишиња? Не, никако. Зошто? Освен процесот... Заради светлина, веројатно. Светлина, да. Значи, освен процесот на производство на кој морате многу да внимавате, зборувам многу. За да имате екстра вирџин маслиново масло, ладно, квалитетно ладно цена,
мора да имате здрав плод, да не е оштетен. Второ, мора да имате да водите сметка на температурата, да не е на 24 степени. Мора да имате... Да не е температурата во моментот на производство? На производство, да. Мора да имате чиста машина. Чиста машина значи ние кој ќе го завршиме денот, ние 2 часа ја переме машината, секој ден. Секој ден. 4 часа од обработка, од берба. Морате да пазите тоа. Морате. Тоа се критериуми кои мора да ги исполните да добиете квалитетно маслиново масло. И кога ќе го добиете тоа маслиново масло, тоа е нефилтрирано маслиново масло, во исто ќе кажам, во теоријата постои дилема кога да се филтрира. Најголем број од производители и теоретички сметаат дека е најдобро да се филтрира веднаш, доека други сметаат дека е најдобро да се филтрира после период од 10, 15, 20 дена. И сега употребивте различни термини, подготвувајќи се за емисијата, сватив дека ние го преведуваме во буквална смисла, односно го преведуваме не во буквална смисла, туку екстра вирџин го преведуваме како ладно цедено, а во всушност во буквален превод значи и екстра дествено масло и постои и суштинска разлика. Екстра дествено масло е скалило за квалитет. Така. А ладно цедено е начинот на производство. Начинот на производство, се согласувам. Значи не секое екстра дествено масло е ладно цедено, односно а секое екстра дествено масло мора да биде ладно цедено. Секое дествено масло мора да биде ладно цедено, а не значи дека секое ладно е екстра дествено. Цедено е екстра дествено. Бидејќи не ги исполнува овие услови претходно. Не, и веќе постојат и други критериуми. Зборувам како вие како производител да го постигнете тоа. А за да докажете вие дека ова ваше масло е екстра вирџин, вие морате да го пратите во лабораторија. Ние ги праќаме 2 пати во лабораторија нашите примероци во Солун, во Грција, каде што мораме да ги исполниме критериумите. А тие критериуми се ацидити, која мора да е под 0,30, за екстра вирџин е помеѓу 0,30 и 0,80, пероксидниот број мора да е многу низок, не под 20, тоа се критериуми за екстра вирџин. Добро, ајде сега да одиме малку побрзо, пред ќе сакам и да го дегустираме овде. Поред. Но претходно се насмеавте кога ви реков дали тие разочарувања од време на време се должат и на тоа што немате поддршка од државата. Немате поддршка од државата? Ние добиваме субвенции. Добивате ли? Да, ги намалија оваа година. Мислам, намалија се субвенциите за делот на Зошто тогаш се насмеавте кога реков немате поддршка? Реков да. Знаете, мене за да го одржавам маслинарникот, мене ми требаат средства. Мислам, зборувам, се потребни средства. Но таа поддршка од државата, нели, е добре дојдена. Све е окей, све е супер. Но не ги задоволува потребите. Не се доволни субвенциите како сума или не стасуваат како што треба на време? Што е проблемот? И како сума на време окей, во рамки на планираните програми ни стасуваат. Дали одгледување на маслинови насади и производство на маслиново масло може да биде сериозен агробизнис во земјава со оглед на тоа што како се поставени условите и во државата? Може. Може, сега ние да знаеат граѓаните, вашите гледачи, дека регионот каде што можеме ние да садиме маслинки е мал. Јужниот дел на нашата земја, Дојран, Богданци, Гивгелија, Валандово. Каде што нема многу минусни температури. Каде што имаме медитеранска клима. Каде што... Што е најопасно за маслинката? Студот. И во текот на цветањето да немате големи невремиња, големи дождови, ветришта, што може да го уништи процесот на оплодувањето. А како се поставени работите во однос на државата? Велите немате голема поддршка во смисла на количество на пари што ги добивате. Добро. Сакате повеќе пари ли? Сте разговарали ли за тоа? Имате ли сега планираме да отвориме здружение на граѓани за во делот на маслинарството. Јас лично не сум разговарал со никого. А ваши колеги, имате ли луѓе што производуваат маслинови? Маслиново масло, јас познавам еден-двајца што прават обиди да го направат тоа на овој начин. Се обиделе да... Разговараме, но знаете како, јас го одам својот пат. Не размислувам многу. Што би требало да направи државата за да го засили овој бизнис? Да му даде ветар во како и на се, како и да го засили бизнисот со доматите, како и да го засили бизнисот со праските, со кајсиите. На истиот начин. Што му треба најмногу на земјоделството, освен пари, во форма на субвенции? Па знаете, еве јас кажувам лично мене, јас кажувам секогаш вака. Дајте ми струја, вода и пат до мојот маслинарник, не ми давајте ништо друго.
Тоа е мојот став. Само инфраструктура или Инфраструктура, за мене зборувам. Може би другите... немате инфраструктура? Сами се го правите? Океј, се бориме, нели? Се бориме, добре. Добро е. Ајде сега, дали може обичен граѓанин, просечен потрошувач, кога ќе влезе во маркет и кога ќе ги види шишињата убаво амбалажирани, како што реков и во најавата, ќе зборуваме и за тоа, бидејќи во Европа многу често слушаме за тоа дека се запленети големи количества Така. лажно декларирани, Така е. со лажни етикети Така или е. внатре е нешто друго, не одговара на тоа што го пишува на етикетата. Може ли да се препознае од око што купувам или не може? Од око не може. Од вкус? Од вкус и од мирис може, од боја не може. Треба да биде некој искусен како вас за да препозна или можам и јас ако ми кажете на што треба да се внимава, па да може секој да си... Па ако ви кажам, ќе го препознаете. Ајде тогаш вие во ова, ќе го замолам ја, мојот колега зад камерата Бобан Боцевски, да ни стави во оваа шоличка малку од комерцијалното масло што ние го користиме во нашата кујна овде кога подготвуваме рецепт на денот, да направиме само разлика. Без да кажеме за кој бренд станува збор. Да. Со комињето... Еве, Да, прашање од Бобан Боцевски, мајсторче, што со комињето? Со комињето ние, значи од комињето може да се добијат доста позитивни деривати, ама ние не сме веќе во оваа фаза подготвени да одиме Што, например, кои се тие ние го добри користиме, ние го користиме комината повеќе како органско ѓубриво сега. Аха, органско ѓубриво. Да, Што органско. за што друго може да се Но може многу да се користи во козметика, може да се користи, некои прават пелети за огревање, мајќи во предвид дека семката на маслинката содржи масло се уште, а маслото добро го поддржува горењето. Значи, има доста деривати што може да излезат од тоа, но треба се посветите. Тоа се нови процеси, ме разбирате, на кои треба да обрнете внимание. Што треба кога ја гледаме етикетата да гледаме? Земја на потекло, датум на производство, категорија, берба, амбалажа, бидејќи исто така видов дека вашата сорта на маслинка, халкидика ја рековте? Да. Ако се засади на халкидики, на полуостровот во Грција, ќе има различен вкус. Ќе го даде маслиновото масло ќе има различен вкус од маслиновото масло произведено од халкидиката Тука во кај Пирава, нас. во Валандово или во Италија или во Така. Хрватска, да речеме. Во Хрватска и во Италија не садат. Халкидика. Халкидика, да. Само грците. Грците се, да. Сакам да ви кажам. Добро, иста сорта на маслинка насадена на друго место ќе даде различен вкус. Знаете, и секоја година може да даде различни нијанси на маслото. Секоја година зависи од сезоната, повеќе влага, помалку влага. Многу повеќе работи влијаат на нијанси, различни нијанси на маслото од оваа година до минатата година. Граѓаните мора да знаат една работа. Нема стандард, значи не можеме да очекуваме стандард. Оваа година ќе биде што значи квалитетно не може да масло? очекуваме. Треба да горчи. За да имате квалитетно масло, прво морате да го запазите процесот на производството. Во ред, тоа го поминавме. Второ, да. Втората работа е, за да имате квалитетно масло, се извинувам, треба да ги исполнува, да го зумира колегата ова. Треба да ги исполнува двата најважни критериуми. А тоа е да има пријатна миризба и пријатен вкус. Кога се пробува маслото, најдобро е да малку да го загреете, да има температура како што ви е вашата рака. Бидејќи на малку повисока, 27, Значи на 36, на 27, 28, 29 степени се ослободуваат миризбите, аромите на маслиновото масло. Или ние телото е 35-6 степени? Па добро, еве, нека и до толку, не е страшно. Предпоставам дека не мириса ништо. Мириса на маслиново масло? На маслиново масло мириса. Добро. Ја така го препознавам јас овој мирис. Добро. Па и ова мириса на маслиново масло? Да. Не мириса многу различно, мириса на различна маслинка. Ама ова мириса малку како на метализирана, ама нема врска. Добро, јас не можам да забележам. Не, окей. Може би не сум стручен доволно. Окей, нема проблем. Може и тоа да е. Ова е комерцијалното. Ова, мириснете го уште еднашка, колку е посвежа миризбата, не дека нема миризба, ама подруг. Ова по-карактеристично на маслинка ми мириса. Да? Да. А ова ви мириса на свежина. Да. Ето така. Сега второ, многу е важно кога ќе го пробате,
кога ќе го пробате, да осетите пријатност во устата. Пријатно значи да не ви смета. Се да пробам прво од ова или? Па не е лошо, пробајте, да. За да почувствувам разлика, прво треба да тргнем од подоброто кон полошото. Нема врска. Како сакате. Нас прво не учат да ги пробаме лошите. Добро. Но, Пауза. да не, Вода. Да, малку. Само не, дали го дали убаво да го почувствувате. Инаку вие ми кажете пред да дојдете дека сте и сомелиер за маслиново масло, така? Во таа фаза сум очекувам во мај да ја добијам дипломата. Во Фиренце. Вака го се прави тоа стручно? Мора така да се... Да го почувствувате. Не горчи. Не пецка. Треба да горчи да пецка? Па тоа се полифеноли, тоа се здравите елементи. Сега ова, напите се малку од ова. Држите го малку во уста. И не го волтајте. И пробајте така да го. Преку зъбите ви влезе воздух. Нагорчува и пецка. Да, како да наљутува. Како да налутува. Да. Зошто лути масло? Што има полифеноли. А полифенолите се најздравите работи во маслиновото масло. Тоа е всушност бенефитот. Олеоканталот и олеоцеинот. Тоа се најважните работи во маслиновото масло. Значи, ако не лути, не е квалитетно? Ме учеа никогаш да не зборувам лошо за друго масло. Не е лошо како што е, така да кажете. Дали ако не лути маслиновото масло, не е квалитетно доволно? Конкретно е прашањето? Да, не е. да. Не е квалитетно доволно. Не треба, значи тоа треба да лути, но да ви е пријатно. Не да ви смета. Кога ќе се напиете маслиново масло, ќе осетите и горчината, и битерот, и панџенси што го викаат, значи лутината, и пецкањето. Но не треба да ви смета, треба да ви е пријатно. И кога ќе чувате миризбата, сега не пиете вода, ќе видите колку ќе ви трае миризбата во уста. И само вака со упорност, трпение и истрајност се стасува до сребрена награда. Рете да го кажеме и тоа, дека е вашето маслиново масло доби сребрена награда на натпреварување во Хрватска. Во Хрватска, во Загреб, Значи во конкуренција со хрватски маслинови масла? Па имаше конкуренција на 350 масла од Италија, Словенија, Хрватска, Албанија, Босна, Црна Гора и ние како за прв пат. И вие добивте сребрена медала? И ние добивме сребрена медала. Знаете, кога се делат, тие се делат повеќе златни, повеќе сребрени. Но јас сум радосен што во таа група од огромен број на масла ние влегуваме во групата на сребрените. И ја користам ова прилика да кажам и мислам дека ова е прв пат некое македонско маслиново масло да оди на некој меѓународен надпревар и прв пат некое македонско маслиново масло да добие медал. Мораме да завршуваме. Кусо, само уште две прашања. Да. Маслинката низ вековите е символ на истрајност, долговечност, мир и трпение. Так. Зошто на долговечност и што лично вие научивте од овој бизнис до сега со маслинката? Мир и трпение. Да. Знаете, ова е племенита работа. Ова е убава работа. Историјата на маслинката е многу стара, повеќе од 10.000 години. Човекот ја дознаа пред 6.000 години. По старите времења маслиновото масло се давало на доилки на болни деца. Така се третирало маслиновото масло. Не се третирало како денеска дресинг. Како лек? Како лек се третирало. Дури и преку директивите на Европската Унија е предвидено, ако ги исполни некои основни стандарди на полифеноли, олеокантанол, олеоцеин, тој се третира како лековито маслиново масло. Завршуваме, пошто би сакале гледачите да ја запомнат оваа емисија, дали дека постои едно масло во Македонија ете што се бори и што стаса до сребрена медала, или дека Македонија може да создава мали, честни, но врвни приказни? Значи, јас лично сум среќен заради тоа што успеавме да го реализираме нашиот сон, да произведеме врно маслиново масло, кој освои награда на меѓународен надпревар за прв пат, прво македонско, а второ, јас сметам дека во Македонија може да оваа култура да се развива и да прави напредок и успех. Многу луѓе ми се јавуваат, многу луѓе ме прашуваат. Тука сум за се што треба. Да не ми забележат домакинките што не гледаат. На вакво маслиново масло ладна седана не треба да се готви, нели? Јас им препорачувам да готват, ќе уживаат во храна. И на вакво да готват. И на вакво. Нели брзо гори, брзо се горува и не е знаете, кај нас е тој став дека не се готви со маслиново масло, бидејќи е скап. Се готви со помас, со она што помасот не го препорачувам на никого. Добро. Александар Аврамовски, благодарам многу за гостувањето во денешната. Благодарам многу.
Ете, почитувани, видовме приказната на Александар Аврамовски, собственик на маслинов насад и производител на екстра дестено маслиново масло во Македонија. Ви благодарам многу за вниманието и довидување утре во истиот термин.